Започнува светот денес на Тера. Еве ги настаните на денот. Околу 10.000 гости на белата ноќ во Битола. 22 годишен моторциклист загина во Прилеп. Ограбен стан во Битола. Во Битола нема појави кои ќе го нарушат мирот, вели битолскиот муфтија. 22 годишен моторциклист загина во Прилеп. Ноќеска во 1 часот и 20 минути 22 годишно момче загинало синоќа во сообраќајна несреќа која се случила на улицата Кеј 1 мај во Прилеп. Младиот БЦ, управувајќи мотор Хонда, изгубил контрола, удрил во банкината од улицата, при што се здобил со тешки телесни повреди. Од здобиените повреди тој починал на лице место. Од домот на 81 годишник украдени ловечка пушка, златен накит и пари. Вчера во Битола во станот сопственост на 81 годишник непознат сторител извршил тешка кражба на начин што со алат ја отворил влезната врата од станот, извршил пребарување и од дневната соба одзел ловечка пушка марка Сулх 8000 денари, разновиден златен накит со што се стекнал со противправна имотна корис од околу 20.000 денари. Од полиција информираат дека се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. И во прилепското село Дебреште во куќа сопственост на лицето со иницијали СФ 40 години, непознат сторител вчера извршил тешка кражба, при што одзел златен накит и пиштол марка Аркус. Тешката кражба сторителот ја извршил на тој начин што со употреба на подесен алат делувал на прозорецот од куќата, влегол внатре и во неколку простории извршил пребарување, ги пронашол и одзел горе наведените предмети и избегал. Причинета е материјална штета од околу 40.000 денари. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Денеска ресенчани почувствуваа слаб земјотрес. Во 11 часот и 15 минути е регистриран земјотрес со јачина од 2,6 степени според Рихтер над длабочина од 10 км, лоциран на 100 км јужно од Скопје, односно на 9 км североисточно од Ресен. Земјотресот беше почувствуван во југозападниот дел на Македонија. Продолжуваме со она што синоќа беше актуелно во Битола. Најамбиенталната улица Широксокак беше преполна од гости, чија бројка според проценките е близу 10.000 граѓани, каде сите заедно на белата ноќ уживаа во забавата на германскиот диџеј Том Нови. Настанот Широксокак во бело се одржа по 4ти пат, а е во рамки на Битфес. По 4ти пат во Битола вчера вечер се одржа Бела ноќ или Широксокак во бело и оваа година битолчани уживаа во добра забава која започна во 21 часот со вистинско загревање со диџеј Боца, Андреј Гошев и легендарниот диџеј Ацика, кој што воедно синоќа стави крај на својата диџејска кариера. Годинава за забавата да биде на највисоко ниво се погрижи светски познатиот диџеј и продуцент од Германија Том Нови, кој пред настапот во телевизиското интервју за Тера зборуваше за своите импресии од прекрасната Битола. Во Битола сум прв пат. Овај настап е дел од мојата турнеја во регионот. Секој втор викенд сум на Ибица и сега доаѓам од таму, така што и после Битола сум таму. Неодамна го промовирав мојот нов албум, кој го промовирам на моите настапи. За македонската диџеј сцена можам да кажам дека е доста развиена и имате одлични диџеи, почнувајќи од диџеј Ацика, кој денес ќе ја загрее атмосферата пред мојот настап, па се до многу други имиња. За журката денес единствено луѓето треба да имаат добра волја за забава, изјави Том Нови. И битолчани покажаа дека имаат многу повеќе од добра волја. Најамбиенталната улица Широксокак беше преполна од гости, чија бројка според проценките е близу 10.000 граѓани, сите заедно на една забава во Бела ноќ.
Белата ноќ се покажа доста атрактивна за сите граѓани од Битола, но и од Република Македонија, како и гости од странство кои во голем број доаѓаат на оваа манифестација од нејзиниот почеток. Изминатите години на широк сокак во бело гостуваа големите и светски познати имиња како Кирил Џајковски, Дејвид Моралес, Хернан Катанео. Идната година Белата ноќ одбележува еден мал 5-годишен јубилеј за кој веќе се подготвуваат повеќе изненадувања. И оваа година настанот широк сокак во бело беше дел од програмата на најдолгото и најсодржајно културно лето во општина Битола Битфест 2014, кое се реализира под покровителство на градоначалникот на општина Битола Владимир Талески. Свеченото затворање на фестивалот е во петок на 29 август со концерт на Владо Јаневски во амфитеатарот Хераклеја. Ребалансот на буџетот и 7 нацрта амандмани на Уставот утре во собрание. 7 нацрта амандмани на Уставот и ребалансот на буџетот утре ќе се разгледуваат на собраниските комисии на првиот работен ден на Законодавниот дом по летните одмори. Председателот на собранието Трајко Велјановски најави дека за 25 август ја закажал седницата на Комисијата за уставни прашања, со која председава и која треба да ги изгласа предложените нацрта амандмани. Собранието пак за нив треба да се изјасни 2 дена подоцна, поточно во среда на 27 август. Нацрт амандманите што ќе бидат изгласани потоа ќе одат на 30-дневна јавна дискусија, по која владата повторно до собранието треба да достави предлог амандмани во кои би биле вградени забелешки од дискусијата. Се очекува целата постапка за носење на уставните амандмани да заврши до крајот на октомври. А еве што донесува светот. Ракети од Сирија и Либан паднаа во Израел. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали листеријата ја промени секојдневната исхрана? Да, без сува меснати производи. Внимателно се избира храната? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Во Киев денеска се одржува воена парада по повод Денот на независноста на Украина, во која учествуваа најмалку 1500 војници, проследени со оклопни возила и камиони со ракетни системи. Украинскиот председател Петро Порошенко во кусиот говор рече дека земјата не сака војна, ние сакаме мир, нагласи Порошенко. Воената парада која се одржува во близина на плоштадот Мајдан, каде во текот на зимата имаше антивладини демонстрации, ја следеа голем број граѓани. Според Андреј Лисенко од Советот за безбедност на Украина, на парадата треба да се гледа како на гест на поддршка на нашите единици кои се борат на исток, а не за победничка парада. Воена парада е планирана и во пристанишниот град Одеса. Председателот Порошенко вети помош од 2,2 милиарди евра за вооружување на армијата во нередите неколку години. Во меѓувреме, во тешки борби во Донјец од гранати е оштетена една болница и една мртовечница во градот. За сега нема податоци за жртви. Сепаратистите соопштија дека во контраофанзива опколиле околу 5000 припадници на украинската армија и 30 тенкови, но за сега нема потврда за такво нешто од независни извори. Вчера германската канцеларка Ангела Меркел во Киев побера двостран прекин на огнот за да се стави крај на конфликтот во Украина. Ракети од Сирија и Либан паднаа во Израел. Израел ги зголеми воздушните напади во Газа по ракетни напади од Сирија и Либан, објавија агенциите. Еврејската држава ги предупреди жителите на појасот Газа да се евакуираат, откако беше скршена 13-катна станбена зграда при воздушните напади. 2 ракети од Либан паднаа на територијата на Галилеја. Либански и израелски извори велат дека не е јасно кој стои за нападот. Извор од Либан изјави дека ракетата била истрелана од Деира на 3 километри од границата со Израел.
Истиот представник додаде дека израелски хеликоптери лебдат околу границата. Израел не одговори на ракетата од Либан, но протестираше пред привремените сили на Обединетите нации во Либан, кои ја наблюдуваат границата меѓу Либан и Израел. Во средината на јуни најмалку 9 ракети беа истрелани од Либан кон Израел, што ги принуди Тел Авив да одговорат со артилерија. Представници на либанските воени веруваат дека нападите биле извршени од мала палестинска група како чин на солидарност кон Газа. Најмалку 5 ракети од Сирија паднаа во окупираниот од Израел на Голанската висорамнина, соопшти израелската армија. Сите тие се паднати во отворена местност и исто така не е јасно кој стои за нападот. Двајца палестинци загинале при денешните напади на Израел врз појасот Газа, други четворица се повредени. Армијата на Израел соопшти дека авионот поразил 20 терористички цели во Газа, додека екстремистите истрелале најмалку 20 ракети врз Израел. Од почетокот на конфликтот 8 јули, најмалку 2105 палестинци загинале, претежно цивили, 68 лица се убиени од израелска страна. Соединетите Американски држави подготвуваат голема акција против Исламска држава на повидок соработка со диктаторот Асад. Опасноста од ултрарадикалната исламистичка организација Исламска држава се надвиснува над Блискиот Исток, а европските држави се повеќе стравуваат дека се ближи денот кога теророт ќе се пресели на стариот континент. Оваа организација, која не ги признава ниту државните граници, ниту меѓународните закони, а се повикува единствено на исламскиот закон Шеријат, и тоа во негова најрадикална форма, со голема брзина привлекува приврзаници меѓу муслиманите од целиот свет. Во моментов пред своја контрола држат солидни територии во Ирак и Сирија, но амбициите на нивниот водач Абу Бакар ал-Багдади се многу поголеми и тој на следбениците им ветува создавање на исламски калифат на целиот Блиски Исток, а како крајна цел создавање на светска муслиманска земја. Колку е сериозна опасноста од Исламската држава покажува вклучувањето на американската авиација во борбите против муџахедините во Ирак и веќе отворените повици на бројни светски државници дека по секоја цена радикалите мора да бидат забрени. Од Вашингтон подобро време најавуваат дека воено ќе се вмешаат, но чашата се чини ја прелила на крвното отсекување на главата на американскиот новинар Джеймс Фоли од милитантите на Исламската држава, кое потоа беше поставено на интернет. Во САД веќе постои јасна намера против джихадистите да се започнат големи акции не само во Ирак, туку и во соседна Сирија. Доколку САД навистина мислат да ги нападнат исламистите во Сирија, тогаш ќе им биде неопходна соработка со сириската армија и со владата на председателот Башар ал-Асад. Проблемот е во тоа што Вашингтон полни 3 години напорно работи на уривање на истиот тој Асад и активно ги поддржува бунтовниците во крвавата граѓанска војна во Сирија. Сепак се чини дека новата опасност од глобалните джихадисти е посериозна од објективно умерениот и секуларен сириски председател, па стратезите на Вашингтон ќе мора на брзина да пронајдат модус за да ја објаснат на јавноста, која со години е насочувана против сириската влада, зошто е неопходно сето тоа да се заборави и Асад, ако непријател, тогаш да стане барем прифатлив привремен сојузник. Неидентификувани воени авиони нападнаа повторно цели на либискиот главен град Триполи денеска неколку часа откако сили од либискиот град Мисрата го презедоа најголемиот аеродром во Триполи. Во утринските часови жителите на Триполи слушнале звук од авиони, проследен со звук на експлозии, но не се познати други детали. Изминатите недели во Либија се водат најтешките борби од судирите за соборување на поранешниот либиски лидер Моамер Гадафи во 2011 година. Генералот Халифа Хафтар им објави војна на исламистичките сили, што придонесе за зголемување на анархијата во земјата. Силите на Хафтар ја презедоа одговорноста за воздушните напади врз Триполи минатата сабота и недела, насочени кон групацијата Либиска зора од градот Мисрата. Групацијата вчера сепак соопшти дека го презела главниот аеродром на Триполи од суперничката фракција од западниот либиски град Зинтан. Во борбата за соборување на Гадафи, борците од Мисрата и од Зинтан се бореа рамо до рамо, но подосна нивните односи се влошија и оваа година претворија делови од Триполи во бојно поле. Кинеските власти екзекутираа 8 лица осудени за тероризам.
Кинеските власти извршиле смртни казни врз 8 лица осудени за терористички напади во западната Синцијанг, ујгурска покрајна, а меѓу нив се тројца кои според обвинението ја осмислиле сообраќајната несреќа на главниот пекиншки плоштад Тјананмен во октомври 2013 година. Кон крајот на минатата година на плоштадот Тјананмен во кинеската престолнина Пекинг, теренско возило се заби во мноштвото луѓе и потоа се запали, при што загинаа вкупно 5 лица, а повеќе од 40 беа ранети. Кинеските власти во возилото открија канистри со гориво и инцидентот го квалификуваа како терористички напад, пошто поведоа голема истрага. Другите 5 смртни казни се извршени поради напади во градовите Кашгар и Хотан во префектурата Аксу, како и нелегално производство на експлозиви за напади врз полициски и владени службеници. Кинеските власти во јуни извршија смртни казни врз 13 лица во покрајината Синџијанг по серијата смртоносни напади во кои загинаа стотици луѓе во последните 2 години. Во последните 18 месеци во Синџијанг убиени се неколку стотици луѓе, меѓу кои и имамо главната џамија во Кашгар, град на некогашниот пат на свилата, кого ујгурските екстремисти го сметаа за човек близок на кинеските власти. Синџијанг е безбедносно најнестабилниот регион во Кина. На територијата на овој регион, според властите во Пекинг, действува терористичката организација Источен Туркестан, за која постојат сомневања дека е поврзана со глобалната терористичка мрежа Ал-Каида. А еве што ќе гледате во продолжение. Во Битола нема појави кои ќе го нарушат мирот, вели битолскиот муфтија. Интервјуто со муфтијата вели у покусата пауза. Се враќаме веднаш. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Свето денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Каква е состојбата во Македонија со опасноста од исламскиот радикализам? Муфтијата Плуми во интервју за Тера вели дека исламската држава нема никаква врска со исламот. Во Битола, според него, нема никакви појави кои можат да го нарушат мирот и благосостојбата во градот. Со него разговараше Маја Богоевска. Господине Велију, деновиве е актуелна темата припадници на исламската заедница Македонија и војувањето во Сирија и Ирак. Неодамна ИВЗ повика на МВР да интервенира во џамиите, бидејќи имате сознание дека има лица кои што врбуваат членови на исламската заедница, кои ги носат да се борат во Сирија и Ирак. Точно е дека последните денови веќе многу е актуелна ситуацијата во општата ситуација во светот, која дефинитивно значи има и големо влијание во нашата држава, поготово во регионот. Меѓутоа, јас заради волја на вистината и заради тоа што граѓаните на Република Македонија имаат право да ја знаат вистината и да ја знаат што се случува, морам да кажам дека во моментот во Република Македонија има неколку само маргинални групи и изолирани поединци кои не можат да функционираат и да ја постигнат својата цел. Меѓутоа тоа не мора да значи дека истото не може да се разгори утре, значи веќе утре. Што се однесува до борбата на исламската верска заедница во Република Македонија, јас морам да кажам дека исламската заедница во Република Македонија последните 15-20 години е единствената институција која се бори против ова девијантна појава, која денес ние ја сметаме како незначителна, како неопасна, меѓутоа може преку ноќ да биде опасна, односно веднаш уште после завршувањето на војната во Босна и Херцеговина. И сега имаме ситуација кога Македонија во регионот е најбезбедната земја и најсигурната земја по овој поглед. Зошто? Затоа што перманентно единствено исламската верска заедница
со нејзините некаде повеќе околу 8.000 секојдневни активисти, почнувајќи од одборите на џамиските одбори, од муезините, од имамите, од предавачите, ваизите, професорите во средните училишта, професорите на факултетот, перманентно значи се борат против оваа девијантна појава, што не е случај во Босна и Херцеговина, не е случај во Косово, додека тамошните министерства за внатрешни работи и тајни служби се бореа за искоренување на ваквите појави, тамошните исламски верски заедници остануваа индиферентни, индолентни, едноставно незаинтересирани. Додека кај нас во Република Македонија е сосема обратното. Значи, исламската заедница е единствена која се бори, додека државните институции, Министерството за внатрешни работи и другите служби останувале индиферентни, индолентни. По прв пат во последниот век се случува менување на граници на државите. Значи, ненавременото интервенирање дозволи сега да имаме во светот една нова држава која се нарекува Исламска држава, значи така наречена, затоа што таа држава, таа формација нема никаква врска со исламот, работи на штета на исламот и на штета на муслиманите. Ако може да коментирате за изјавата на министерката Јанкуловска, бидејќи рече дека тие не можат да имаат контрола врз Ние, она што вчера го изјави господјата министер за внатрешни работи Јанкуловска, а и претходно неколку изјави на разноразни политички аналитичари или разузнавачи дека нема да дозволиме исламската заедница да ни ја спасува државата е крајно неморално, цинично и лицемерно. Заради интересот на државата се тие повици и сето тоа да се пренебегне и да се кажи дека Сулеман Реджепи прави помпезни изјави или спектакуларни изјави заради некој негов реизбор или ново позиционирање. Мене ми е жал што господјата министер Јанкуловска изгледа не е упатена, требало да биде упатена, дека во исламската заедница уште пред 10 години и повеќе имаше промени на уставот на Исламска верска заедница и функцијата председател на Исламска верска заедница не оди на реизбор, туку е доживотна, така да Сулеман Реджепи, ако Господ му даде здравје, ќе биде поглавар на Исламска заедница додека е жив. Нормално, се додека работи правилно и врз основа на уставот, статусот и нормативните акти на Исламската верска заедница. Така да Сулеман Реджепи во Исламската заедница го постигнал максимумот, односно највисоката функција реисул улема, поглавар, што значи дека нема никакви други аспирации. Меѓутоа тоа нека остане за понатаму. Што е нашиот повик? Зошто Исламската заедница повикува на интересот на државата, вклучување на сите државни институции, без разлика дали се работи за МВР, се работи за некои други служби или воопшто владата, затоа што точно кажа господјата министерка дека нема право, значи да се меша, да контролира во џамиите. Да, меѓутоа има обврска законска да обезбеди значи мирен, сигурен живот на секој еден граѓанин на Република Македонија, има законска обврска на сите институции на Република Македонија, како и верските заедници, во конкретниот случај Исламската верска заедница, да ја овозможи несметано и непречено одвивање на верските активности и своите работни задачи. Ние имаме повеќе од 100 писмени пријави и барања до Министерството за внатрешни работи за интервенции во разноразни случаеви каде што се именувани лица и поединци со име и презиме. Имаме повеќе од 100 медиумски настапи каде што сме се обидувале да ги представиме и на граѓаните на Република Македонија вистинските случувања. И често пати сме кажале дека во случај ако нешто се случи, што не би го посакувале да се случи, дека Исламската заедница нема да сноси никаква одговорност. МВР точно знае кои се тие лица, како функционираат тие лица, од каде земаат пари, од кои сметки им доаѓаат пари. Значи МВР се многу повеќе информирани од нас
во овој случај, меѓутоа зошто не преземаат мерки, тоа е сепак нивна работа. Од Република Грција секојдневно ни доаѓаат разноразни луѓе кои ние ги нарекуваме емигранти, вакви, такви или не знам кој, меѓутоа никој од нас не знае што тие кријат во себе, која е нивната мисија. Значи доаѓаат од секаде, а единствена институција која се бори против нив е Исламската верска заедница. Во Битола нема такви појави. Имало мали обиди за инфилтрирање или поголеми обиди за инфилтрирање на такви екстремни структури, меѓутоа благодарение на припадниците на исламот на Битола, значи огромна благодарност до припадниците на исламот, до муслиманите на Битола, голема благодарност до мојата екипа, значи вработените во муфтиството на Исламска верска заедница, преди се моите имами, односно оџи, кои во ниту еден момент не дозволија инфилтрирање на такви структури во рамките на битолските џамии, во рамките на семејствата на муслиманите. Така да битолчани треба да го знаат ова, дека заедно ќе се бориме против секаква девијантна појава и против секој обид да се наруши мирот и благосостојбата во нашиот град. А сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Повеќе информации на tera.mk. Пријатно!